Стефче Јакимовски, актуелниот градоначалник на Карпош, и адвокатот Јагнула Куновска веќе извесно и официјално ќе ја трчаат градоначалничката трка за Карпош. Ви беше ова очекувана против кандидатура, посакувана или сте изненадени? Па, сум малци изненаден, но во секој случај јас мислам дека ВМРО ДПМН и незиното раководство добро размислиле кога одлучиле да ја поддржат господјата Јагнула Куновска за кандидат за градоначалник на Карпош и се надевам дека очекува дека тоа е нивно најдобро решение. Во секој случај изборите ќе кажат. Иако по социјалните мрежи веќе се појавија коментари дека Јагнула Куновска е жртвеното јагне за Карпош, бидејќи победата на Стефче Јакимовски е известна. Па добро, реално овие 4 години многу одработивме за граѓаните на Карпош. Мислам дека безпрекорно ја извозевме овој мандат, иако со многу проблеми, многу тешкоти и многу обструкции од актуелната владеачка гарнитура, но јас мислам дури дека со тоа што толку има обструкции и напади од актуелната власт, дека повеќе ми помагаа отколку што ми одмага, што би рекле црногорците, на муци се познaju јунаци. Значи, во ова ситуација, општина Карпош успеа да одолее на нападите, да продуцира квалитетни проекти кои што граѓаните на најдобар начин ги прифаќаат, значи погодени се вистинските проекти и имаме одлични резултати во делот на инфраструктурата, во делот на образованието, спортот, културата, што значи дека заокруживме една целина на активности за овие 4 години кои што навистина се почувствува дека општината води сметка за граѓаните и за својата општина. Ги видовте и другите кандидати, што се значи, она што беше известно, Коце Трајановски, Маријан Ристевски, веќе повторно добија мандат да трчаат по трет круг за градоначалничка функција. Како ги толкувате овие кандидати, како ги коментирате и како за некои се уште ВМРО ДПМН нема објавено кои ќе бидат нивни фаворити? ВМРО ДПМН беше во, како да кажам, сериозна дилема, што е несвојствено за владеачка партија. Логично беше ВМРО ДПМН да излезе со кандидати 8-9 месеца порано во однос на опозиционите партии, што сосема обратното се случи. Мислам дека дури беа во дилема, тешка дилема, дали Коце Трајановски да го поддржат за градоначалник на Скопје. Моето мислење е дека се во некоја кадровска криза. Интересно е што дури се тестира и по 10 кандидати за градоначалник на една општина, што е исто за мене невообичаено, и мислам дека со ваквиот начин на избор на кандидати повеќе ќе создадат раздор во општинските организации и мислам дека ја намалуваат својата сила и својата компактност како општински организации, за разлика од опозицијата која што јасно и прецизно знаеше кои ќе бидат незините кандидати за овие локални избори. Што мислам дека тоа беше одличен потез. Какви ви се сега односите со Црвенковски, бидејќи имаше информации во јавноста дека требаше да бидете кандидат ви понудија да бидете кандидат за Скопје? Значи, дали се исплашивте од Коце Трајановски, не отидовте, или сепак сакате да завршите нешто во Карпош, или одевте на онаа посигурна варијанта за Карпош? Не. Прво, односите со председателот секогаш ми биле одлични и денеска се одлични. Јас имам највисоко мислење за председателот Црвенковски, се надевам дека и тој за мене. За прашањето за градоначалник на Скопје разговаравме заеднички, значи раководството, и сметавме дека Јани Макредули е најдоброто решение за кандидат за градоначалник на Скопје. Во исто време сметавме дека резултатите што се постигнати во Карпош и проектите кои што ги предвидуваме за наредните 4 години, дека се вредни да се остани, да се побаре уште еден мандат и додиме на сигурна победа во Карпош, но во исто време да имаме кандидат со големо политичко искуство, кандидат кој што потекнува од Скопје, кој што е познат,
во јавноста и кој што има предиспозиции да го води градот Скопје и недвојбено беше мислењето дека тоа треба да биде Јани Макрадули. Искрено, значи не се разговараше само за мене, туку се разговараше за повеќе кандидати за градоначалници на Скопје и се дојде до решението за Јани Макрадули. Знаете состојбата која што е во моментот во парламентот и вчерашните случувања, значи тоа се работи за закони за буџетот кои што ви се познати, бидејќи бевте и министер за труд и социјална политика. Да, и се сеќавам кога ВМРО ДПМН за буџетот тропаше солонци со тенџериња во парламентот. Да, сега изјавите се дека никогаш не блокирале работа на собрание. Па тие секогаш одат на кратко паметење на јавноста и да тоа си го покријат со своите лажовизии, меѓутоа сепак граѓаните и ние памтиме малку подолго. Што е битно? Битно е се каже дека 5 години поред Груевски си го прави, си го токми буџетот онака како што сака и си го троши онака како што сака, ама баш неодговорно и кабадахиски. Секогаш ни укажувавме дека ќе дојдеме во ситуација кога ќе треба ова што тој го троши, ќе треба да се платат тие сметки и дојде денот кога треба да се плати. Тој веќе нема средства и да ги подмири основните буџетски потреби на државата и затоа вклучувајќи и враќање на ДДВ, исплата на пензии, плати и така натаму, значи почнува да ги загрозува виталните функции на државата. Ние сакаме на тоа да ставиме крај. Или Груевски ќе седне и ќе се договори со опозицијата, ќе прифати разумни сугестии за намалување на трошоците во буџетот и пренамена одредени позиции како што се изградба на споменици, маркетинг проекти и така натаму, да се пренаменат за проекти, пред се капитални проекти и за потреби на граѓани кои што навистина имаат есенцијално значење, или овој буџет ние нема да го поддржиме. И ние сме цврсто решени дека ваков буџет нема теоретска шанса опозицијата да поддржи, затоа што веќе ги прекардаши буквално сите можни граници. И по мене, мој совет му е, место да се инати и да ги прави овие негови познати сценарија со, не знам, разни силни групи, пензионери од неговата партија или земјоделци од неговата партија да ги праќа пред Социјалдемократскиот сојуз, наместо нив да ги праќа, треба тој да седне со опозицијата и да се договори што ќе прави со овогодишниот буџет и дека дојдено е времето, има кој да му каже тој опозицијата дека не може повеќе да троши така како што сака. И сметам дека недолично и недостојно е да се ги мрзне своите членови од партијата по пред вратите на Социјалдемократскиот сојуз и на истите тие би сакал да им кажам дека клучот на проблемот и оному каде што треба да отидат е дека треба да отидат кај Никола Груевски и кај ВМРО ДПМН за да се вразумат и да направат буџет како што треба. А инаку она што е најбитно, лага е дека пензионерите нема да земат пензија, земјоделците нема да земат субвенции, дека социјалните случаи, значи тоа се апсолутни лаги, основните функции буџетот и натаму ќе ги извршува и затоа законодавецот предвидел времено финансирање. Само што тамо ќе нема пари за клупирање на Груевски на Ставровски. Ете тоа е улогата на времениот буџет. Пари за глупирање нема, а за основните функции секако дека ќе има. Вие бевте, реков, министер за труд и социјална политика. Тогаш завршивте во минусно салдо како министер или бевте еден од понеомилените, бидејќи требаше сите оние лоши проекти вие да ги знаете што? Со таква во јавноста да ги спроведете. Со таква слобода на медиумите, како што тогаш медиумите има слобода, секако дека бев еден од најнеумилените министри, кога вакви медиуми би имал како што се денеска и би бил министер, веројатно би бил еден од најомилените. Кога ќе се анализира што ова власт направи за социјалните случаеви, за стечајците, за работниците, колку права, преку 30 права се скратени во изминативе 7 години на работниците, а гледате, синдикатите, како да се подрачна единица на Министерството за труд и на владата на Република Македонија, а не синдикати. Синдикатите вообичаено се опозитна страна на владата, овде кај нас на потезите на владата, овде синдикатот се, како да кажам, дружба со владата и евидентно дека се работи за една конформистичка позиција што има македонските синдикати. Каде е сега Дојчин Цветановски? Постои ли тој човек? Жив ли е? Да прашам, каде е господјата Јана од Арачиново?
И ден денеска таа живее во истиот стан што живееше до тогаш, ама ја видовте ли еднаш таа да протестира? Каде е, не знам, онаа Билјана Билбиловска, која што со, не знам, 3-4 дечина во количка ми ги шеташе пред министерство, доаѓаше и велеше дека министерот ќе им ги убил децата. Истите пари, истите средства, истите... Течајците кои сакаше джемперчето да го менува. Да, водачот на штејцајците го нема нигде и така натаму. Сето тоа беа режирани политики на тогашната опозиција на ВМРО ДПМН и слободата на медиумите тоа си го дозволуваше, за разлика од денеска вие имате катастрофален лош министар за труд и социјална политика. Имате најлош министар што може да биде, јас не знам како нему е срам да се појавува пред лекарите, луѓе кои што имаат најмалку по 10 години повеќе образование од него и онака, како да кажам, неодговорно детински да ги советува и да се однесува кон исклучително битна професија како што е здравството. Сметам дека оваа влада си дозволи многу, поддржана од своите режимски медиуми, да прави што сака со граѓаните, а пред се и со одредени професии. Очигледно дека овде веќе не се работи ни за количината на пари што ќе ги добијат докторите, не се работи ниту за начинот на учинокот што треба тие да го дадат и како тој ќе се исплати и ќе се верифицира, веќе се работи за скршено достоинство на таа професија и мислам дека нема да биде да има сила владата да го скрши овој протест што го имаат токму оваа категорија на граѓани. Од друга страна гледате, ОХИС веќе 14 месеци нема земено плата. Ни едно оваа влада не реши ни еден голем загубар, ниту ОХИС, ниту ЕМО, ниту Еврокомпозити, ниту Тутовски комбинат Прилеп. Видите колку имале долгови 2006, видите колку имаат сега долгови. Сите тие предпријатија преполовено им е бројот на вработените во однос на 2006 и денеска, што значи дека меѓутоа медиумскиот молк и лажовизиите кои што ги користи Груевски му возможуваат ваква комотна позиција, меѓутоа прашање е до кога. СДСМ предложи, меѓутоа не беше прифатено паралелно со локалните да има и референдуми, да има предвремени парламентарни избори. Меѓутоа имаше најава дека доколку биде негативна оценката и негативна пораката и решението од Брисел, дека е можно распишување на предвремени парламентарни избори. Дали ќе имаме ваше предвидување предвремени избори или не? Што полошо треба да биде во една држава, гледате во какви етнички тензии живееме. И тоа продуцирани токму од актуелната владеачка гарнитура, ВМРО ДПМН и ДУИ. Гледате каква катастрофална економска состојба. Обично користиме ние таква фраза катастрофална, ама ова е од катастрофална поква катастрофална позиција. Следна работа, во Македонија нема диалог. Не постои политички диалог. Македонија гледате дека како да нема председател на државата. Не постои лидерски средби, не постојат разговори. Гледаме дека веќе е комплетирано, судството е целосно партизирано. И Уставниот, и Врховниот суд, Апелациониот суд, значи сите пори на судството се веќе блокирани партиски. Медиумскиот простор исто така е комплетно изражиран од актуелната владеачка гарнитура, што значи дека готово да синдикатите се ставени под контрола на власта, готово да нема поле кое што може нормално да функционира и евидентно дека економската состојба, социјалната беда, невработеноста се тие кои што избиваат како да кажам како некој гној кои што излегуваат на површина и тоа неминовно води кон нови избори во Република Македонија и основното прашање е што овој човек секоја година лаже со исти фрази во делот на нашите евроатлантски интеграции. Јас одговорено тврдам, ако Социјалдемократскиот сојуз останеше на власт, декември месец 2006 година, ние ќе имавме датум за преговори и ќе станевме членка на НАТО, затоа што тогашната влада до 2006 година имаше само уште 4 задачи, тоа беше да го донесе законот за полиција, да продолжи со судските реформи, да воведе трет мобилен оператор и да направи фери демократски избори. И затоа на тие избори 2006 година ние игравме кошарка, фудбал. Не беше услов. Дури и Караманлис на премиерот Бучковски во февруар или март месец 2006 година во Брисел на една средба му рече: премиере, дај да најдеме некоја солуција за вашето име. Оти свестни ли сте дека и во НАТО и во ЕУ ќе влезете под референцата ФИРОМ? Значи, ФИРОМ уопште не беше проблем тогаш. Кога набројувавте што се е потребно на една држава,
него кажавте фактот дека на државата е потребна и солидна и добра опозиција. Дали Македонија во СДСМ, еве сега и со Сојузот за еднината, има опозиција каква што заслужува? Во држава во која што медиумите се режимски, во која што нема дебата, во која што секој оно што ќе се одважи да ја подржи финансиски опозицијата веднаш е изложен на контроли, на апсења, на затвори и така натаму. Во услови кога секој член од опозицијата е заплашен или дека или ќе го изгуби своето работно место, а пак да обезбеди работно место не само во државната администрација, туку и фирми кои што ќе примат член на опозиција веднаш се изложени на репресија од страна на владеачката гарнитура, тешко е да се делува опозицијно. Ова се ненормални услови за политичко делување, особено на опозицијата. Мислам дека Социјалдемократскиот сојуз направи најмногу што може и во минатите избори 2011 година многу блиску дојдовме до победата и јас сум длабоко убеден дека окрупнетата опозиција во која што влезе сега и Либерално-демократската партија, и ВМРО Народна, и Обединети за Македонија, и бранителите со Стојанче Ангелов, мислам дека тој дел од гласачкото тело кое што ни се одлеа 2011 година, сега најголем дел веќе ќе биде на страна на опозицијата и мислам дека имаме сили, имаме услови да дојдеме до потребните 51%, што значи дека се делува во многу тешки и невообичаени услови за опозиционо и политичко делување, меѓутоа мислам дека сепак ќе успееме на овие избори. Што ќе биде, еве, првиот ден по изборите, ако биде во март последната недела, првиот ден по изборите, што ќе направи Стефче Екимовски? Ќе се благодарам на граѓаните за укажаната доверба, дека тие го испочитувале тоа што нашиот ангажман во изминатите 4 години, да им ветиме дека нивната доверба ќе биде само уште поголема обврска за нас за престојниот мандат од 4 години и дека сме убедени дека и натаму нема да ги изневериме своите граѓани и ќе продолжиме со проектите кои што сме ги предвиделе за изработка во тој 4-годишен период. Најприоритетен проект? Најприоритетен проект за мене е гасификацијата на општина Карпош. Добро, благодарам за разговорот. На крајот некако се ближат божичните и новогодишните празници, што би им пожелиле на граѓаните на Македонија? Па јас би им посакал пред се нова власт. Добро здравје и да има среќа во нивното семејство.